Во поплавените подрачја на санирање на штетите ќе се работи подолг период. 50% од домовите се исчистени. Процесот на санирање на штетите и вадење на водата од куќите е речиси надминат, а останати се уште неколку улици на кои армијата заедно со работниците од сите институции работат на повлекување на водата со пумпи. Изјави денеска министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, кој е координатор на оперативниот штаб во Стајковци. Денес морам да кажам дека имаме огромен напредок. Како што кажав, од ден на ден ситуацијата се подобрува. Денес е воспоставен оперативниот штаб. Во моментот имаме околу 1000 работници кои што се распределени по најкритичните места и кои што го расчистуваат шутот, кои што ја вадат водата од дворовите. Голем број на куќи кои што во изминатите 3 дена беа целосно поплавени со околу 150 пумпи кои што ги обезбедивме во текот на вчерашниот ден. Интензивно се вадеше вода и денес останате речиси мал број на куќи во споредба со ситуацијата претходно, кои што останаа да се испумпа водата. Министерот истакна дека процесот на санирање на штетите и вадење на водата од куќите е речиси надминат. Останати се уште неколку улици на кои се работи на повлекување на водата. Како што вели, следи процес на вадење на калта. Во Стајковци има околу 1050 куќи, од кои, како што посочи, над 70% беа зафатени од поплавите. На штетите ќе се работи полог временски период. Нашата цел е во многу брз временски период, во текот на оваа недела да го надминеме проблемот со поплавените куќи, со затрупаните дворови, со затрупаните улици. Да извршиме дезинфекција за исто така чистење на каналот, да извршиме дезинфекција на куќите со цел да се спречи поголема епидемија и да им помогнеме на граѓаните за да создадеме основни услови за живот во Стајковци. Во голем број на куќи тоа во моментот е направено. Сега во моментот се работи на чистење на улиците, бидејќи има огромен отпад кој што од дворовите и од куќите се префрла на улиците. Сега со целата механизација се работи на најкритичните подрачја. Во соработка со Црвениот крст се дистрибуираат оброци, а до населението се дистрибуирани и лекови. Се очекува во куќите кои се исчистени да почне процесот на дезинфекција, за да се превенира од ширење зарази. Спасов порача оние што сакаат да помогнат да донираат на сметката на Црвениот крст и на отворените телефонски линии, а оние кои имаат собрано продукти да ги достават до пунктовите на Црвениот крст.